Се сеќавате ли на легендарната Бушева азбука, на забавната емисија Дајте музика, сериите Марта, Големи и мали, Шарам барам, Наше мало? Ви останаа ли во сеќавање Булки крај шините, Волшебното самарче, Втората смена, Девојките на Марко, македонските народни приказни? Беа тоа играни серии од домашно производство со кои растеа, созреваа и учеа деца од некое друго време. Овие серии, за жал, веќе одамна сведочат за минатото, како што впрочем се и сериозните телевизиски продукции во земјава. Многу родители и стручни луѓе се согласуваат дека е опасно кога телевизијата ги воспитува децата и кога тие впиваат агресивноста од некои програми. Но од друга страна се поставува прашањето: има ли во македонскиот телевизиски простор детски програми кои се препорачливи, а истовремено и сакани од малите? Во земјава има поприлично телевизиски канали по глава на жител, но не и доволно емисии за деца. Тажно е што после толку години нема ништо ново од македонската продукција наменето за детската публика. Професор Унговски, што значеше Бушевата азбука во минатото и колку денес на македонските телевизиски етери не достигаат такви едукативни емисии? Знаете како, Бушевата азбука е работена пред 25 години. И репризирана е, не знам, многу пати е репризирана во делови, целата и така натаму. И навистина беше значена, бидејќи се отвори цела една низа на нови можности на телевизијата, особено за младите, за помладата популација и за неписмените, се разбира. Бидејќи се бавеше со букви, со броеви помалку и така натаму. И ги користеше сите искуства што ги имаше Сезам Стрит и другите познати амерички телевизии, серии, така да навистина беше значаен драматично поинаков едукативен пристап на телевизијата во тоа време и мислам дека завршена огромна работа тогаш. Тања, кажи ми, според тебе каде исчезна детските серии? Зошто ги нема на ТВ екраните? Се поредко ги гледам. Не знам зашто исчезна, навистина не знам причината. Ајде, разбираме финансиска состојба и се за снимање на нови, меѓутоа може да се репризираат и старите детски емисии, кои што си беа баш супер, од Бушева азбука, Шарам барам, од Вртелешка, што работевме на сите. Мислам дека и таа се репризира на некои од телевизиите, не сум сигурна. Се веќе сум со големи деца, па малку и не ги пратам тие работи. Меѓутоа многу ми е жал што исчезна. А еве работам во една таква институција каде што децата од мали почнуваат да се едуцираат и да се воспитуваат. И навистина ми е многу криво што исчезна и што ги нема. Колку е опасно кога телевизијата ги воспитува деца? Многу е опасно. Минилото е многу јака работа. Страшно јака работа. И многу ми е мака и страв, да кажем, од една страна за овие нови генерации кои што се раѓаат и се воспитуваат. Работам во една таква институција, веќе реков, каде што децата веќе од година и пол, 2 годишна возраст, да кажем, веќе можат да почнат на некој начин да ги пратат представите и да живеат во светот на бајките. А за жал да не живеат дома пред телевизорот со Шехерезати, со Ѓумш и со ред други шпански серии. Многу ми е страшно. Ми станува страшно, знаеш зашто? Зашто порано не се знаеше која популација ги гледа сериите. Што е во ред, нели? Не ми смета ништо, тоа е нивни критериум, нивна желба да седнат пред телевизорот да ги гледат сериите. Меѓутоа почнуваат со појавава на новиве серии турски, почнуваат веќе многу мали деца да седнуваат пред телевизорот да ги гледаат тие серии. Значи бегаат од детството, бегаат од бајките, бегаат од се. Значи се оптеретени со едни проблеми секојдневни, да кажам, нашминкани кои што се обработуваат во сериите. И за мене тоа е една катастрофа, можам да кажам. Кризата во која западна јавниот сервис ги сопре проектите за деца. Одамна нема Пулс и Квишче, нема Шарам барам, не се екранизираат лектири од типот на Големи и мали. Сепак, овој сервис е еден од ретките кои се труди и колку толку ја продолжи традицијата со посветување на емисии за младата популација, како што е долгогодишната емисија Звон.
Креирањето на едукативна програма за деца е проблем со кој се соочува целиот свет. Значи не е проблемот само кај нас, затоа што тоа е една специфика во која модерното општество треба да даде максимум од себе. Во што се состои поентата? Значи, програмата во која треба да има едукативни елементи, која треба да биде забавна, која треба да содржи елементи кои ќе ги седне, ќе ги прикова децата пред екранот, се разбира нешто што е многу покомплексно. Веројатно сте слушнале дека детската публика е најискрената публика, значи не можеш да ја изманипулираш, не можеш да ја излажеш, но во исто време можеш да ја манипулираш на друг начин. Токму затоа мислам дека креирањето на ваква програма бара многу средства, многу труд, многу стручни лица, многу тимови, тоа повторно се врзува со парите. И затоа вака вртики во оваа некоја теорија ќе дојдеме до тоа дека сепак треба доволно пари за да се изработи една квалитетна детска програма, која повторно ќе кажам ќе одговара на потребите на едно современо општество. Живееме во ера на техника и технологија, значи не можеме веќе децата да ги лажеме со куклени представи, со игри, веќе работат со компјутери, анимации, знаат се што се случува нели во светот. Од друга страна пак треба постојано да внимаваме во тие анимации или не знам во самите сценарија да нема насилство, да нема сакани ефекти. И повторно ќе кажам, тоа е еден лавиринт, една замка во која се вплеткуваме сите и едноставно избегнуваме да креираме детска програма. Македонската телевизија како национален сервис мислам дека сега е единствена телевизија која секојдневно произведува програма. Не случајно дојдовме овде да снимаме, во теке емитувањето во живо на контактно училишната програма Звон. Звонот е програма за деца од 7 до 17 години, значи баш она училишна популација која е најсензитивна. Сега буквално мачиме да успееме да ги задржиме пред екраните, да бидеме едукативни, да бидеме интересни и да не им здосадиме на децата. Ако во минатото децата не можеа да легнат во кревет и заспијат пред да го изгледат цртаниот мечот у ушко, денес, за жал, тие се опиени од телевизиските сапуници и реални шоуа, кои се несоодветни за нивната возраст, а сепак се гледаат фамилиарно. Психолозите предупредуваат дека сапуниците лошо се одразуваат врз психолошкиот развој на детето и апелираат до родителите да избегнуваат фамилиарни собирања пред ТВ екраните за време на прикажувањето на ваков тип на серии. Напливот на серии кои не се наменети за децата. Дефинитивно, значи, медиумите нудат содржини кои не се наменети на децата, но семејството ги вклучува децата во тој семеен ритуал и гледањето на серијата. Од друга страна, недостатокот на емисии, баш наменети за децата, во кој би се потикнувала спонтанност и креативноста на детето, во кој би се потикнувале содржини кои биле пристапни за одредена возрастна група, се помалку ги има. Јас со задоволство ги гледам на телевизиони емисии во кои децата низ искуствено едукативни програми се даваат нивните работилници во градинките, во училиштата, им се дава можност да споделат, да го кажат на детскиот дел. Од друга страна, можноста за организирање на тој тип на емисии секако дека постои. Само потребна е добра идеја, човек кој ќе го осмисли тоа и вклучување на децата во еден таков програм за кој сметам дека би требал телевизиите, доколку сакаат медиумите да го покачат својот рейтинг, во смисол рейтинг на квалитет, да направат нешто за младата генерација, за децата и за адолесцентите. Тие мисли порано постоја. Може би тогаш имаше многу помалку филмови, може би имаше многу помалку други содржини, но емисиите за децата постоја. Нешто што порано го имало, а сега го нема. Или ако земе македонските приказни, на кој на еден начин прифатлив за децата, се раскажуваше за многу нешта кои ќе го потикнат интересот на детето, сега со одредени серија потикнуваме тагата. Сето она што ни можеби не би го виделе, доколку не е дел на нивното семејство, влегуваат во улоги на мали патеници,
плачат заедно со своите родители и нешто што е најстрашно, да во таа виртуелна реалност наредниот ден да чекате следната епизода. Да чекате следната епизода во која очекувате не дека нешто добро ќе се случи, него да очекувате дали нешто лошо ќе се случи. Тоа е едно многу непријатно ичекување за децата. Тоа што постојат и што главен хит на нашите деца се турските, шпанските серии и реалните шоуа, зборува за сериозен недостаток на детски серии. Јас, освен некои емисии што може да мислам не можам да ги именувам сега, што сум ги гледала на нашите телевизии, што може да задоволат еден дел од потребите на децата, не памтам, освен не знам Бушава азбука пред 25-30 години кога е снимана, некоја едукативна серија која што онака баш комплетно е посветена на развојот и може да го поттикне развојот на децата. Она што, значи, токму градењето, треба да се запрашаме сите кој е концептот и кои вредности ги промовираме преку шпанските и турските серии. Ако тежнееме кон демократија, кон демократско општество, тогаш под знак прашање се стереотипите што се промовираат во шпанските и турските серии, бидејќи според мене тоа се застарени стереотипи и застарени концепти. Улогата, значи родовите улоги се сериозно демоде, да кажам, кои што се промовираат, затоа што мажите се прикажани како доминантни, како, не знам, луѓе кои што токму она машка, мачистичка позиција, жените се оние кои што се во сосема спротивен контекст покажани, во општество каде што треба да се промовира и улогата на жената, во општество каде што треба да зборуваме нели за прифаќање на другите, исто така оној концепт на реалните шоуа е проблематичен, бидејќи промовира екзибиционизам кај младите, поттикнува, значи за да станеш ти звезда, треба да учествуваш на реално шоу. Тоа е пораката што ја добиваат младите денес. Значи не е важно ти да напредуваш во образование, не е важно да, не знам, постигнуваш резултати во спорт, во уметност, во литература. Важно е да настапиш во било каков облик, форма на реално шоу и тоа е најлесен начин да станеш популарен. Она што е нус продукт на телевизијата, а кај нас можеби е главниот продукт, ги учи работите што практично не треба да ги научат, не? Од разни серии, од вести, од разни други ток-шоу, реалити шоус, кај што се деца да примаат и гледаат работи што не би требало да ги гледаат, независно што има знак дали е таа емисија за деца од 12, 15 или не знам колку 9 години, така. Во моментов работам на една тема која се нарекува наркотичка дисфункција на медиумите и тука ја гледам тој наркотизам, значи овие серии делуваат како епидермална игла, се подпикнуваат под кожата и те блокираат, го пасивизираат гледачот и тој не размислува ништо, им се препушта. Се препушта едноставно на емисијата, на програмата. Жално е што младите личности, значи најмладите ТВ консументи седат пред екраните и тоа го гледаат. Вела младите, станува збор за се уште неоформена млада личност, личност која се уште се бара, која е во процедура на социјализација и тоа е тоа што е жално. Страшно е тоа што почнува млада популација да го гледа тоа. Врсници на син ми, не знам, од 20 на години, ги слушам позади нив, одам и као, ај брат, побрзај да стигнеме за Шехерезад. Мајките во театар не дочекуваат роденденот да заврши, него трчаат дома за да гледаат Шехерезад. Или ако не стигнат, им е толку криво што пред врата на театарот се собираат жени, си раскажуваат што се случило во претходната епизода. Тоа ми беше муабетот, нели, синхронизацијата е актерска работа, тоа, нели, па зашто ќе ми речат, па зашто вие синхронизирате актерите, ги синхронизирате? Тоа не е работа. Меѓутоа тоа не значи дека тоа треба да го гледа една популација од 2 години до 15-16 години сега.
Сакам да кажам, затоа и се прават детски представи, затоа се прават и представи за возрастни. Точно се знае која представа за која возраст е. Меѓутоа не ми се допаѓа, навистина не ми се допаѓа. И многу ми е жал што се бега од детството, се бега. Значи се мачат со една проблематика кој со кого е, па кој со кого има дете, па швалери, па не знам убавици, зверови, катастрофа. И од првата детска амбасада во светот Мегеши сметаат дека агресивноста е најчеста последица кај децата поради лошиот избор на телевизиските програми, а со тоа децата се препуштени сами на себе и има осаменост, отуѓеност и агресија. Сите национални концесионери треба да имаат образовна, едукативна и воспитна компонента, значи програми каде што ќе одвојат дел од времето да ги едуцираат децата на етички вредности, принципи и норми кои ќе им помогнат во нивниот развој, во отсуство и презафатеност на родителите со 8-часовно работно време и со презамореност, едноставно кога се препуштени пред телевизорите. Значи, и покрај нашите напори да не дозволиме децата да не ги воспитуваат телевизиите, односно медиумите, сепак децата посветуваат голем дел од своето слободно време пред телевизорите. Бабите, дедовците, најблиските не се коректор. Што е дозволено, што не е дозволено, категоризацијата секогаш не се почитува и децата едноставно се препуштени и се жртви на современите медиумски комуникацијски системи каде што има насилство и каде што потрошувачката и економско-пропагандниот дел си го зема данокот. Можете да замислите само колку е гледана 1001 ноќ и колку семејствата се пред телевизорите, како се користи медиумот за да се популаризира и да се врти телефона, за да се продадат LCD телевизори, се продадат Peugeot 207 и така натаму. Значи, дури има мастики со деца со познатите јунаци Шехерзад, Онур, Керим и така натаму. Значи, едноставно, тоа е потрошувачки дел кај што децата стануваат жртви на потрошувачкиот дел, но жртви на етички и пат на морални вредности. Која е најчестата последица кај децата поради лошиот избор на телевизиски програми? Дали може би агресивноста или... Агресивниот дел секако. Значи, тепачки насилство меѓу основците, меѓу средношколците, отсуство на воспитна компонента во училиште, значи веќе психологот, педагогот не може да воспостави контакт со децата, социјални работници нема секој училиште, родителите се презапатени. Нашите кампањи за одговорно родителство не секогаш допираат, значи родителите главно ни се жалат на СОС телефона за деца и млади, дека нема доволно време да им посветат внимание, дека од нив се бара премногу на работа, дека се истоштува, дека работното време не им одговара, дека не можат никогаш да бидат дома во 3 часа за да можат да подготват топол оброк, дека децата се жртви на джанк храна, дека едноставно бабите и дедовците не можат да одговорат на современиот начин на живење, не знаат каде децата го користат слободното време на интернет, дека најчесто децата се жртви на педофили на интернет, дека стапуваат во контакт со непознати луѓе, ги даваат своите лични податоци, едноставно е општа конфузија, каде што ни одговорноста ја преземаат медиумите, ни одговорноста ја преземаат родителите, ниту пак училиштата. А нашите истражувања покажуваат дека децата најмногу дознаваат за своите права преку медиумите. ТВ медиумот дефинитивно ја менува човековата перцепција, човековите ставови, неговите вредности, неговото размислување, реагирање и негирање. Од Советот за радиодифузија вела дека приватните телевизии во трката за сопствениот профит упорно ја труат телевизиската публика со ефтини реални шоуа, неквалитетни турски, шпански, српски или хрватски серии и разни квизови. При тоа, Советот за радиодифузија нема никаков механизам за вршење контрола на квалитетот на содржините, ниту пак за санкционирање од едноставна причина, што овие категории не се дефинирани во правилникот. Оттаму вела дека може да се санкционира говор на омраза, но не и недолично однесување во реално шоу. Па Советот за радиодифузија при крајот на минатата година направи еден посеопфатен мониторинг на програмите на националните радиодифузери, при што акцент даде на тие емисии, односно програми наменети за помладата популација, значи да тие детски програми. За жал, од мониторингот се констатира дека навистина се е помал бројот на детските програми, што не е толку страшно, колку што е страшно дека нивниот квалитет е се полош и послаб. Понатаму, дефинитивно, радиодифузерите ги користат детските програми за финансиска добивка. Чудно и не е страшно, но тоа не е приоритетната цел од детските програми.
бидејќи сепак детските програми треба да имаат своја едукативна и своја образовна компонента, а тоа практично да не постои со чест на многу мали исклучоци. Се употребува страна на водителите, пак викам, со честни исклучоци, се употребува несоодветен говор, кој што не е ниту образовен, ниту едукативен за младите. Мислам, апсолутно не се внимава на говорот кој што некои водители го употребуваат во тие емисии. Имаме случај каде што во текот на една детска програма се прикажуваат како дел од кампања против пушењето. Конкретно се прикажуваат стравични сцени кои што никако не смеат да се прикажат без надзор на родител старател, а камоли во рамките на детска програма. Значи, апсолутно несоодветни се сите пристапи кон детските програми. За жал, за голема жал, бидејќи сите ние добро се сеќаваме како во претходниот разговор како ние растевме и со кои програми ги имаше многу. Наистина беа и забавни и едукативни и наменети беа на таа возраста која што бевне тогаш. Сега за жал сето тоа се гледа преку призмата на парите. Значи искомерцијализирано е до максимум, а и тоа што е направено на таков начин се користи прикривено рекламирање, спонзорство, значи апсолутно се рушат и законските правила, а и тоа што се прави како краен производ е навистина едно неквалитетно дело. Од тука лани испратија реакција до сите телевизии во која се вели: емисиите за деца постојат за пополнување на програмата и создавање привид за програмска разновидност. Со оглед на крајната искомерцијализираност на најголемиот број од нив, проследена со непочитување на правилата за рекламирање и спонзорство и со зачестена појава на прикриено рекламирање, се добива впечаток дека единствени мотиви за создавањето емисии за деца е обезбедувањето финансиски средства. При изборот на информации кои се емитуваат на Кајрон во текот на емисиите за деца, не се води сметка за тоа дали нивната содржина може да ги вознемири, па дури и да им наштети на децата, стои во дел од реакцијата на Советот за радиодифузија. Ние го прифативе тој тренд кој што постои во поголем дел од светот. Тие сапуници кои што постојат секаде, не се ни први, веројатно нема ни последни да бидат. Не ги коментирам ниту вредноста нивна, ни содржините, но сметам дека навистина веќе како зараза, како се шират помеѓу населението и сметам дека многу подобри имаме програми кои што можеме да им ги понудиме на граѓаните од таквите серии, мислам кои што личат како јајце на јајце, кои што апсолутно не може да поминат едноставно во квалитативна смисла во наврвна уметност филмска, но свелам, не коментирајќи го, сметам дека со мало закаснување она зараза која што се прошири во Балканот, па и во Европа и во светот, стигнува и кај нас. Посебно тоа е случај со реалните шоу, кои што се со никаков квалитет, значи со ниска продукцијски квалитет, кој што навистина не знам на кого, на која популација му се обраќаат и не знам која популација ги следи и од која причина. Мислам, нашиот цел живот е едно реално шоу сега, така да не знам зашто би трошеле време покрај малите екрани. Имаме толку добри филмови, толку добри документарни канали. Имаме националните телевизии наши, кои што може би не нудат најголем квалитет, но имаме и странски програми. Сите сме поврзани на тие оператори на јавни комуникацијски мрежи. Имаме извонреден избор на програми, и спортски, документарни, играни, па и цртани и така натаму, детски, музички. Не гледам причина зашто од каде доаѓа ова потреба на популацијата, односно на публиката, но очигледно дека постои. А сепак публиката е таа која што диктира која програма најдобро се продава кај нас. Сепак се поставува прашањето дали телевизиите пласираат ефтини, а безвредни содржини, зашто гледачите сакаат да ги гледаат, или публиката ги прифаќа поради тоа што е принудена да избере од неквалитетот што и се нуди. Па тие се на некој начин и модели на нашите деца. Значи тие се модели на Боки 13, тие се модели на јунаците од операција Триумф, од сите тие реални шоуа и родителите не знаат како да се справат. Секако изговор имаат меѓумите дека родители треба да го сменат каналот, но кој ќе видите колку канали и колку програми има, навистина запрашајте било кој родител кој има мали деца, што може да му понуди, во кој временски термин, пред детето да појде на спиење, за да може да му биде сигурно дека еден час децата ќе добијат соодветни знаења, вештини, кои може да му помогнат во неговиот психофизички развој.
моето детство какво беше, се знаеше, мечето ушко во 7 сати, 7:20, татко ми ке ме прострела со поглед, одам на мијење и во кревет, нема се знаело. Меѓутоа во наше време, не сикам некои емисии, имаше странски, така од време на време ке даде интересни, меѓутоа многу одевме во театар. Многу одевме во театар. Значи, мислам дека мојата генерација посебно идеше во театар. Така да немавме потреба од многу гледање телевизија, многу гледање... Не одат. Не одат во театар. Децата се идентификуваат со главните ликови во сериите и ако тие ликови промовираат агресивни образци на однесување, децата ги преземаат како свој. А друго што е важно е дека многу, значи, и деца на помала возраст не може да направат јасна дистинкција помеѓу реалност и фантазија и покрај објаснувањето на родителите дека тоа нели е лажно, дека е во студио, дека крвта не е вистинска, сепак до одредена возраст децата ова не може да го сватат. Се повеќе се потребни непосредни контакти. Луѓето живеат многу туѓено. Значи, оние непосредни дружби помеѓу децата, играњето на децата, она што ние можеби пред 20 на години би го наречеле наше мало. Тоа е нешто што недостасува. Децата треба непосредно да се дружат. Значи, нивните филмови, нивните приказни, нивните споделувања треба да бидат пред зградата, околу зградата, во нивните непосредни дружби. А не во семејните ритуали во кои во 8 часот навечер се седнува се гледа една серија, на еден ТВ програм, наредниот ден се гледа друга серија. Тоа ништо не го благородува детето. Детето и неговото образование, од овој тип образование, значи додатно образование на телевизија, особено за оние што не живеат во центар, што не живеат во главните градови, во големите градови и така натаму. Телевизијата е една одлична можност и жал ми е што не се ползува за да некои вредности да станат достапни за еден широк круг на деца. Улогата на националните медиуми со добивањето на дозвола за вршење на радиодифузна дејност на национално ниво не представува само привилегија, представува голема обврска. Ако веќе внимаваме на повеќе целни групи, значи ова популација која што гледа, треба најмногу да внимаваме на малолетниците, односно на децата. Сепак мора да се согласиме дека поради својот мултимедијален карактер, телевизијата не е присутна форма во индустријата на медиумите. Големата експанзија на интернетот не ја засени како доминантен медиум во светот и без оглед на сите предности на глобалната мрежа, кутијата што зборува присутна во секој дом, останува клучно средство преку кое се допира до најшироката публика. Токму затоа го испраќаме овој аларм до телевизиите никогаш да не ги заборват најмалите и до родителите секогаш да внимаваат што гледаат нивните деца.